Вардарија, не само од Велес. Меѓутоа и на тој начин го понудува и сето она што го чува, а е во обем од повеќе од 800 архивски фондови и сместени во 8808 архивски кутии. Денешниот ова проект, односно видеоматеријалот и практично не ќе можеше да се направи доколку не постоеше ова работење на нашите архивски работници, така што сето она што архивот го има на еден начин собрано на едно место, сакавме да го презентираме преку овој видеоматеријал, затоа што само видеоматеријал може да понуди на едно место еден обем, односно масовни извори кои што може да не навратат кон минатото. Меѓутоа, архивот не е само институција која што нели го чува ова пишано архивско наследство, туку тука се приклучуваат и нашата библиотека и Народниот музеј, на кој јас им благодарам за соработката. Би сакала да се благодарам воедно и на моите архивисти кои што беа вклучени во обработката, односно во проектот, Љубенка Тевчева, Александра Каштарска, Блерим Зекиров, понатаму на колегата Дина Саздов од библиотеката. Меѓутоа во оваа проекција, односно оваа проекција немаше да настане и немаше да се раскаже онака како што ние замислувавме, односно развојот на Велес и модернизирањето во периодот 1918-41, понатаму падот кој што го доживеа во периодот за време на Втората светска војна, подемот кој што го доживеа после ослободувањето, ако не требаше да се вклопи во еден настан, односно во еден ваков видеоматеријал, за кој што ние имавме потреба на вистина да биде обработен. Меѓутоа, како институција не располагаме со такви техничари кои што може тоа да го направат, меѓутоа и немавме средства тоа да може да го платиме, да ангажираме, но верувајте, немаше ниту потреба тоа да го направам, затоа што тие професионалци ги најдов во средното училиште Коле Неделковски, на кој јас на вистина им упатувам голема благодарност, посебно на директорката Весна Богоевска, на професорите Гордана и на Димче, кои што несебично се вложија во соработката, но најголемо благодарам на нашиот ученик Јосиф Почваров, кој што цела оваа недела работеше на обработката на видеоматеријалот. Навистина Велес покажа дека има хумани луѓе, дека постојат хумани дејности, а на тој начин и дојде до израз оваа видеопроекција. Јас не сакам многу да дожам, затоа што видеоматеријалот би сакала да го погледнете што побрзо. Место ја отстапувам на мојата колешка од библиотеката, директорката Снежана.